Значи ги гледаме количините модра слива кои што се пристигнати во вашиот откупен центар. Колку време веќе трае откупот и која е цената по која што се откупува и секако? Кои се тие сорти кои што се барани на странските пазари? Макс Маларски ној е најголем извозник на свежа слива од Македонија и за тоа може да се гордееме со години наназад. Во моментот откупуваме слива, десетина дена откупуваме слива. Првата слива беше чачанка рана, заврши, сега во моментот откупуваме чачанка лепотица. Моментална цената е 25 денари и се надоврзавме на законот и предлогот што го даде Министерство за земјоделие да се прдржаваме на неделни цени. Да, неделна цена ќе биде 25 денари. Одговара ли ова нова одредба во Законот за земјоделство и рурален развој да биде неделна цената? Ќе има ли проблеми и промени еве со странските партнери? Пожелно беше таа практика да биде уште многу порано донесена. Ја поздравувам одлуката на владата на Република Македонија за таа неделна цена. Има некои ситни работи кои ќе треба да се седнат да се доиспеглат со анекси, кои производи, кога, како да биде таа неделна цена. Сакам да напоменам дека добро и го поддржувам тој предлог. Впрочем, ние го предложивме и најголем бенефит од таа цела ситуација ќе имат земјоделците. Значи, земјоделците ќе бидат сигурни за таа недела која е цената, за кој производ и слободно знаат што работат. Ако ги прашаме откупувачите и извозниците за неделни цени, не се сите поддржувачи на тај предлог, но јас мислам дека стекна времето тоа ќе се одржи. Зошто ли? Затоа што имаше безброј примери и за оваа година и години наназад, имаше драстично намалување на цената некој пат и по 2 пати во денот. Со тоа им дававме можност на нашите купувачи во странство да прават огромни профити, а тоа беше се на терет на земјоделците. Во моментов гледаме дека се откупува сливата. Има ли развој на овоштарството во Студничко? Дали на некој начин може да се каже дека градинарството се заменува со овошки? Да, наш предлог беше уште години наназад постепенно да се пренасочи македонско земјоделие на овоштарство. Зошто ли? Затоа што овоштарството, гледајќи ги околностите во Европа, има голема побарувачка. А сливата, например, е многу поедноставна за одгледување и на нашите простори сливата успева многу успешно. Јас со години наназад ја преферирам сортата лепотица. Зошто лепотица? Затоа што баш во тај временски период има многу мали количини, скоро недостаток на слива во Европа, затоа постигнуваме прилично повисоки цени. Значи ли тоа може да биде многу поисплатливо за струмичките градинари да бидат овоштари отколку земјоделци на зеленчук? Со оглед на тоа дека Струмец има 260 сончеви, цирка 260 сончеви денови, со тоа што тај временски период што сонцето надлетува, напоминува Македонија, со таа врста на сливи ние ќе бидеме први во Европа. Чим се први во Европа ќе добиеме прилично добра цена. Таа е една работа. Друга работа е што сливата има многу малку работа. И предлог е да се сади таа сорта. И сите тие што ќе посадат од таа сорта сум спремен да им доставам и садници, сум спремен да им потпишам и годишни договори.